Благодарам, подпредседателе. Почитуван колега Костовски, се вратиме на вашиот одговор. Прво треба да разберете дека вие сте пратеник на народот во ова собрание и дека не сте пратеник ниту на Зоран Заев, ниту на Оливер Спасовски да ги елаборирате нивните похвални достигнувања во МВР или на владата. Вие сте пратеник на граѓаните кои што очекуваат од вас да се произнесете за следно. Дали вие, Мартин, поддржувате 21 милион денари да се потрошат на мебел следната 2021 година? Да или не? Дали вие, господине Костовски, поддржувате 90 милиони денари да се потрошат на набавка на нови возила? Да или не? Дали вие, господине Костовски, поддржувате да се намали за 50% ставката НАТО интеграции во рамки на буџетот за одбрана кој што е зголемен? Дали вие, господине Костовски, поддржувате во Куманово да само 0,4% од GDP се одделува за заштита на животна средина? Дали вие, господине Костовски, поддржувате да само 0,1% од GDP доди на заштита на животна средина? Дали се согласувате со намалувањето за 21 милион денари за помалку за заштита на природата и водите? Дали вие, господине Костовски, Кумановци, се согласуваат со вас да имаме 20 милиони денари помалку за аерозагадување во овој буџет? Дали вие, господине Костовски, се согласувате со тоа што имаме 9,5 милиони евра одлив на странски инвестиции само во првите 3 квартали од оваа 2020 година, додека во Србија има скоро 900 милиони евра, а во Бугарија има скоро 700 милиони евра нови гринфилд инвестиции? Дали вие, господине Костовски, се согласувате со тоа што за 3 години имате 3 различни министри за финансии? Дали вие се согласувате со тоа што не само што имаме одлив на странски инвестиции, фирмите на премиерот, на председателот ваш веќе не инвестираат во Мамаз во Струмица, туку инвестираат во Бугарија. Самиот Заев не верува во економската политика која што тој ја предводи и која што тој ја спроведува. За тоа, господине Костовски, треба да се изјасните овдека, а не за тривијални работи, а не да изигравате портпарол на МВР или на владата. И на крај, зборувате за приватен сектор, две работи ќе ви кажам. Првата работа е, сега затворивме од вчера до 18 часот дека фулиња хотели и ресторани да работат. Една смена се укина, остануваат луѓе без работа, еден денар помош немате од владата. Уште малце по председател. И на крај, што е клучно, ми одговорите, ве молам исто така. Рековте приватен сектор помагате. 1,150 милиони кажувате дека дававте на приватен сектор. Исплативте 470 милиони евра. Кажете им на граѓаните каде се парите, а не да изигравате портпарол на министри или премиер. Благодарам. Контрреплика Мартин